студиото со вас, Славица Арсова. Добро вечер. Повеќе од 4.500 тони ѓубре се исчистени и транспортирани до Дрисла во рокот од 72 часа. Ова е билансот од акцијата за чистење на главниот град, што ја спроведе градоначалникот Орце Ѓоргиевски. Во акцијата биле вклучени над 2500 лица и повеќе од 100 возила, а градоначалникот оценува дека ветувањето е исполнето и дека градот е видливо почист. Чистењето продолжува со секојдневно миење на улиците, мостовите и спомениците, а Ѓоргиевски најавува и ригорозни казни за несовесните граѓани и фирми кои неправилно го фрлаат отпадот. 4.500 тони ѓубре депонирани во Дрисла, повеќе од 100 возила и 2500 луѓе. Ваков е исходот од досегашната акција на Ѓоргиевски. На неколку часа пред истече рокот да го исчисти цел град, новиот градоначалник веќе е задоволен од резултатите. За сител вели дека градот е уреден, а ветувањето исполнето. Над 4.500 тони досега се собрани и транспортирани до Дрисла. За изминативе негде околу 60 на часа до сега, или споредбено тоа е 4 до 4,5 пати повеќе со било кој викенд колку што се собирало во минатото на територија на градот Скопје. Над 2500 луѓе на кои што сум исклучително благодарен се вклучија во оваа активност. Сител и денеска направи обиколка. Специјализираните возила оперираа низ скопските улици. Најголемиот дел од контейнерите се празни. Веќе нема отпад ниту надвор од нив. Вчера вечер надлежните служби работеа многу интензивно на чистење на секој дел од плоштадот Македонија. Акцијата продолжува и денес со навистина поинтензивно темпо. Меѓутоа рокот кој што Ѓоргиевски сам си го постави за чисто и уредно Скопје истекува вечерва во 20 часот и 30 минути. Граѓаните велат дека акцијата е успешна, но бараат да се продолжи со ова темпо. Чисти. Што сега е убаво ако се држи така. Треба ли службите да продолжат да чистат со ваква темпо? Нормално. Да, сега моментално мириза на шампон. Гледате ли некоја разлика од акцијава неколку дена? Мислам дека се испразнати. Ако денес ги погледнете контейнерите во цело Скопје, ако ги погледнете домаќинствата и кантите кои што со месеци чекаат да бидат испразнети, повеќе тие грди слики се променети со нова реалност, односно има ред, има континуитет и тој континуитет што е најважно ќе продолжи во наредниот период. Плоштадот не беше испран години наназад. Веќе плоштадот е чист како никогаш досега. Градскиот парк не бил вака среден, искосен и во функција на граѓаните како што е денес. Кејот исто така, оние вештачки направени острови внатре во речното корито веќе се минато и тој континуитет ќе продолжи понатаму. Оперативниот план на град Скопје предвидува празнење на контейнерите еднаш дневно. Ѓоргиевски најави менување на истиот, но и ригорозни казни за оние кои фрлаат отпад таму каде што не предвидува законот. Ќе се направи проценка и попис на сите правни субјекти во градот Скопје кои што во минатото ги користеле контейнерите кои што се околу зградите кај што живеат граѓаните, да секој правен субјект, тоа се кафеаните, тоа се одредени кафулиња и така натаму, секој си има собствен контейнер и од истиот се прибира отпадот. На тој начин дополнително ќе влијаеме на редот, така што према потребите ќе го адаптираме и нашиот план за во перспектива. Градоначалникот апелираше свеста кај граѓаните да биде на највисоко ниво, бидејќи во изминатиот период биле пишани околу 40 казни. Најави дека миењето и перењето на улиците ќе прераснат во секојдневна пракса на службите. Габриела Лескова, Сител телевизија. Да, градоначалникот вечерва одржа пресконференција на која информираше за презаменото во првите 72 часа. Покрај за собраниот смет извести дека веќе се изречени 40 казни и 70 опомени за физички и правни лица за непрописно постапување со отпад и најави дека контролите ќе продолжат. Доколку некој несоодветно се однесува, како што тоа беше случај изминативе 70 на часа, ќе пристапиме кон опомени и изрекување на казна. Повеќе од 40 казни се изречени, повеќе од 70 опомени имаме. Казнети се и физички лица, но и правни лица. Она што исто така во наредниот период ќе го спроведеме, ќе биде да
се направи една анализа сериозна, но и секој правен субјект добие соодветен контењер од страна на комуналното претпријатие, затоа што ние имаме сериозни правни субјекти кои што не користеле контењери во минатото, и тоа е пропуст на институциите. Министерот за здравство вели дека ќе се извршува функцијата се додека премиерот не одлучи поинаку, коментирајќи ги најавите за реконструкција на владата. Додека Мицкоски го подготвува новиот состав на кабинетот, партиите од власта очекуваат оставки и кадровски промени во опозицијата. Јас ке си ја работам својата работа се додека сум министер, а премиерот е тој кој што одлучува кој ќе седи во неговиот кабинет. Министерот за здравство во интервју за Радио Слободна Европа вели дека не е оптоварен со најавите за реконструкција на владата. Имајќи во предвид дека не зависи од мене, ние имаме инфраструктура, имаме политичка влада, имаме премиер кој што одлучува за реконструкција на владата, и тоа зависи од профилот на секој министер. Ценам дека после анализата на профилите и на процесите кои што се завршени и се во тек, ќе треба владата и во овој случај премиерот да одлуча за таа реконструкција. Јас како министер си терам со моите процеси обврски се додека сум министер во оваа институција. И додека премиерот ја планира реконструкцијата, партиите од власта чекаат оставки. Оставката на Филипче е неизбежна, доколку партијата сака и понатаму политички да екзистира. Во СДС има чесни и трудолюбиви активисти, но не можат да дојдат до израз поради Филипче, неговиот ментор Заев и политиките што ги водат, со кои го доведоа СДС во овој стадиум. Македонскиот политички систем има потреба од опозиција со интегритет и визија. Затоа СДС мора конечно да се ослободи од прангите на Филипче и Заев. Оставки Новодуи очекуваат и вреди, коментирајќи дека со стари кадри не се креираат нови политики. Блерин Беџети се прогласува за реформа, додека Бујар Османи зборува за рекалибрирање, како да заборавиле албанците кои се тие што ја претворија државата во собственост на една клика. Ова не е реформа, тоа е политички состав на мртва партија. Дуи се поглавието што албанците го затворија со гласање, се вели во партиското соопштение. Дуи веќе најави свој конгрес пред крајот на годинава на кој ќе се носат одлуки по катастрофата на локалните избори. Конгрес на почетокот на декември ќе одржи ВМРО-ДПМН, по кој веројатно ќе се знае и како ќе изгледа новиот кабинет на Мицкоски. Александар Спасовски, Сител телевизија. Следната недела почнува собраниската расправа за предлог буџетот за 2026, тежок рекордни 6,7 милиарди евра. Предлогот предвидува за 7% повеќе пари за плати и речиси 10% повеќе за пензии, но и буџетски дефицит од околу 600 милиони евра. Од СДСМ вела дека буџетот не нуди реални решенија за растечките трошоци и дека владата ја предлабочува кризата, додека од ВМРО-ДПМН возвраќаат дека економијата е стабилна и дека граѓаните веќе ја потврдиле довербата во нивните политики. Следната недела почнува собраниската расправа за предлог буџетот за 2026. Документот ќе се најде пред пратениците во Комисијата за финансирање и буџет во петок. До утре пак може да се поднесуваат амандмани. Според предлогот, државната каса до година ќе тежи рекордни 6,7 милиарди евра. Планот на владата е да потроши околу 150 милиони евра повеќе од оваа година. Се очекуваат приходи од 6,1 милиарди евра, што ќе резултира со буџетски дефицит од околу 600 милиони евра. Очекувањата се идната година економијата да порасне за 3,8%, а инфлацијата да се стабилизира на 2,5%. Во буџетот предвидени се 7% повеќе пари за плати и околу 9,7% повеќе пари за пензии. Ова според опозицијата не е доволно. Од СДСМ вела дека цените неконтролирано растат, а платите и пензиите не го следат растот на трошоците за живот. Во новиот буџет за 2026 година не е предвидено зголемување на минималната плата на 500 евра, ниту мерки за намалување на цените. Тоа почитувани значи дека цела следна година граѓаните и работниците може да очекуваат уште поскап живот, а владата нема да преземе ништо. Сега е јасно, на ВМРО-ДПМН и одговара граѓаните да живеат се полошо. Ова е стратегија за ослабнување на нивната економска моќ, за ширење очај и разочараност.
Целта е да ги обесхрабрат граѓаните и работниците да бараат подобри плати и приходи, да ги прифатат политиките на ниски стандарди и ефтина работна сила. Од ВМРО ДПМН им вратија, доколку граѓаните беа на вистина незадоволни од работата на ВМРО ДПМН, немаше да и дадат толкава и убедлива поддршка на локалните избори. Тоа е најјасната порака од народот дека има доверба во политиките кои носат резултати. Како може токму партијата која со години го оштетуваше државниот буџет за лични и партиски интереси, денес да држи пресконференции за подобар животен стандард и економија? Колку е иронично што СДС зборува за инфлација, кога токму во нивно време државата се соочи со двоцифрена инфлација и економска нестабилност. Комисиската расправа за буџетот трае 10 дена, од кои најмногу 4 дена за општ претрес и 6 дена за амандмани. Потоа владата ги вградува измените во буџетот со кои се согласила и го враќа назад во собранието каде продолжува на пленарна седница. Таа според најавите од председателот на собранието Гаши се очекува да се одржи на 9 декември. Мартин Арсов, Сител телевизија. А во тема на денот за буџетот разговаравме со професорот Борче Треновски, гледаме еден мал дел. Кога имате зголемување на задолжувањето, како што имаме сега, нашата проценка, она што се гледа од буџетот е некаде околу 2 милиарди. Од прилика ќе треба да се задолжиме. Значи 1,32 2 милиарди имаме констранство задолжување планирано и околу 500 и нешто 600 милиони ќе треба да се задолжиме дома следната година. Имаме обврзница која е околу 900 милиони евра и други долгови ќе доспеат. Имаме домашни долгови и така натаму. Видите, долговите го инхибираат потенцијалот за раст. Затоа викаме ние цело време предупредувавме. Имаме потенцијал за задолжување на нашата економија. И тој некаде беше проценат од 50 до 55%. Истражувањата глобални покажуваат дека земја како нашата мала, кога ќе го надмине долгот кој е оптимален, и треба дупло повеќе време за да го намали тој долг. Значи ние ако ни требаше 7 години, 8 да го направиме овој долг, до кој додовме до 60% и 62, ќе ни треба 10 години да се вратиме на природ. Не можеме веднаш да го намалиме. Затоа што имате, гледате, тековни трансфери 90% од буџетот. Каде сега од една страна треба да се задолжите да се раздолжите, бараат консолидација меѓународните институции, од друга страна сакате капитални инвестиции и раст. Тековните расходи, плати, пензии, стоки и услуги тешко ги намалувате, вие притискате на делот на капиталните инвестиции. Затоа тврдат големиот долг и намалува продуктивните инвестиции, зголемува каматната стапка на кредитите кои се земаат, мора да се задолжи државата дома, може да притисне на домашната каматна стапка, така да јавниот долг е сериозна работа на која треба да имаме преди. Видете, 2 милиарди се некаде колку најголемите два даночни приходи, односно едниот е трет, не е втор, ДДВ заедно со данокот на добивка кој се планира да се зголемат некаде од, не знам, од 7-8 до 14% данокот на добивка, се некаде околу 2 милиарди. Замислите, сите треба да ги дадете за да се раздолжите, односно поврзани се со задолжувањето. Задолжувањето е една од работите на кои мораме ние значајно да се фокусираме во следниот период, затоа што ќе дојдеме во ситуација да мора да менуваме политики, да штедиме, да скратуваме социјални делови и така натаму. Тоа е непопуларно и за тоа е потребно ефикасно собирање на приходите, тука имаме огромен потенцијал, ефикасно зголемување на трошењето на средствата кои ги имаме. Храна со поминат рок и месо без декларации не стасаа до потрошувачите. Агенцијата за храна и ветеринарство заплени 37 тони небезбедна храна. Граф и леќа со поминат рок и плескавици без декларации не стигнаа до потрошувачите. При вонредна контрола Агенцијата за храна и ветеринарство заплени 37 тони небезбедна храна и спречи да заврши на полиците во продавниците. АХВ уништи јаткасти плодови, зрнести и мешункасти производи и разни зачини, чија безбедност за употреба била истечена од 1 до 2 години. Операторот добил времена забрана за работа, но и парична казна. Од зрнести производи најмногу има граф и леќа, од зачините кои што се најдени на лице место имаме црвен пипер, бибер, киноа, од јаткастите производи имаме ореви, лешници и бадеми. Глоба на операторот со храна е пишена од 3500 евра во денарска противнедност. Времена забрана е дадена за вршење на дејност зависно се кај сите оператори, во зависност од неусогласеностите и недостатоците кои што ги имал за да ги отстрани. Освен гравот, зачините и оревите, Агенцијата за храна и ветеринарство заплени и нештетно уништи 130 килограми на подготовки од месо како плескавици, ќофтиња и кебапи, кои биле небезбедни за потрошувачите. АКВ спроведе водени контроли и кај други оператори со храна, месарници,
ресторани, сендвичарници, маркети, зашто заради утврдени недоследности, нерегистрирани оператори со храна во Агенцијата за храна и ветеринарство, не спроведени задолжителни обуки на вработените за безбедност на храната, пуштање во промет на небезбедна храна и слично, на операторите со храна и на нивните одговорни лица им се изречени парични казни, но и времени забрани за вршење на дејност. Издадени беа и наредби за отстранување на утврдените недостатоци со контролите, а зетакнатата небезбедна храна беше нештетно уништена. Контролите на АХВ биле спроведени на делова кај повеќе оператори со храна. Сања Димитровска, Сител телевизија. Тоа беше последна